Се наоѓаме во храмот Свети Наум Охридски, крстилница во рамки на големата црква Свети Кирил и Методи. Со нас е протосингел Висарион, кој што оваа прилика ќе го искористиме да ни каже нешто повеќе за предстојните пости. Веќе е објавен календарот за постење на самата страница на Делчевско-Каменичка епархија. Граѓаните често прашуваат кога се јаде риба, кога се пости на масло. Мислам дека во овие пости храната не е толку најважна колку што е важно духовното постење, кој се може да пости. Околу таа тема е веќе дадеме можност на протосингел Висарион да ни каже нешто повеќе. Повелете. Самиот збор црква значи соборност. Црквата е створена од многумиња луѓе. Тој соборност го представуваат многумиња луѓе кои што живеат во една заедница, живеат во едномислие и глава на црквата е Христос. Како многу години наназад во црквата се донесувале одлуки и собори, бидејќи црквата е жив организам. И ден денеска црквата донесува одлуки и собори. И на тие собори, меѓу другото, се донесени закони или устројство како во православната црква, православниот христијанин да пости. Постојат повеќе пости, постојат еднодневни пости, а божичниот пост се наоѓа во подолгите пости. И тој пост има свој начин на остварување. Од православната црква, Светата православна црква одлучила и устроила да овој божичен пост се пости понеделник, среда и петок на вода, вторник, четврток, сабота и недела на масло, недела, сабота и недела се конзумира риба и за некои поголеми празници, како што има полилејна служба, црквата разрешила и тие празници, во тие празници да се употребува риба. Како што се во постот поведение на Пресвета Богородица, а исто така и Свети Климен, кој што се наоѓа, а тој ден се празнува, тој светот се празнува на крајот од постот. Понеделникот е воведен не затоа што е ден на ангелите, бидејќи на повеќето црковни заедници, црковни монашки заедници го постати понеделникот, но затоа што за да се изедначи постот на вода, строг пост и на масло, да се доближа да бидат како еден вид поблиску во изедначувањето, црквата, Светата црква определила 3 дена да се пости на вода, 4 дена на масло, како што кажавме, на риба во деновите кои што ги спомнавме. Треба да напоменеме дека како од секогаш, така и денеска и ќе биде и во иднина, црквата дала разрешување на многу работи како за во постот, така и за други. Како што спомнавме, црквата е еден жив организам и постот не представува цел во нашиот живот, туку представува цел како ние полесно и побрзо да дојдеме до Христос и до црквата, како побрзо и на полесен начин да се соединеме со љубовта, како на полесен начин и на благословен начин да учествуваме во таа црковна заедница и да ги исполниме Божите заповеди. Божите заповеди се исполнуваат како на многу други начини, така и преку постот, а целта на нашето живење е да дојдеме во црква, да присуствуваме
и да учествуваме на светата литургија, а со тоа да се причестиме со светите божествени тајни, каде што во црквата лебот и виното се претвараат, Светиот Дух ги осветува и се претвараат во вистинско тело и вистинска крв Христови. Тоа е суштината на нашето живење, суштината на нашето живење, обожување и заедница со Бога. А постот е сопатник во нашиот живот, постот е дел од христијанскиот живот, исполнување на Божите заповеди. Како што рековме, не можеме сите да постат на исти начин, постот е востановен пред многу векови, но тој што има потреба и тој што не може да го исполни постот како што е запишано во црковниот типик, секој христијанин може да побара разрешување или совет од својот парохиски свештеник или духовен отец, да најдат начин, да најдат еден полесен и пат како постот да го истерат до крај. Постот да не го прекинуваат, да си има почеток и постот да се истера до крај, со еден вид леснотија, за кој ќе дојде друг пат пост, луѓето да не се плашат и да не стравуваат, туку да со радост тоа да го примат, а така со радост ќе го дочекаме ако ние со нашиот духовен отец, со свештеникот, изнајдеме начин, на кој начин да постиме. Како што рековме, сите луѓе не се исти и секој си има свој начин во животот, на кој начин прави жртва или на кој начин прави добродетели во својот живот, остварувајќи ги така Божите заповеди. Ви благодарам и се надеваме дека овие пости ќе поминат за секој верник онака како тој што се чувствува и ќе ги следи насоките на црквата. Бог нека помага, нека ни даде леснотија во постот, радост, љубов и, како што рековме, суштината на нашиот живот, да ги примеме светите божествени тајни, почистувајќи се со крвот, со крвта и телото Христово, ние докажуваме дека сме христијани и се соединуваме со Бога во вечност. Амин. Амин.